Во Тетово расте бројот на новозаболени со COVID-19. Лекарите велат дека тоа се должи на доаѓањето на печалбарите и организирањето прослави без почитување на протоколите за заштита. Моментално на инфективното оделение во Тетовската клиничка болница се хоспитализирани 6 пациенти на кислородна поддршка, а бројот на амбулантските прегледи на дневно ниво се движи од 5 до 10 пациенти. И последно време немавме околу скоро цел месец немавме хоспитализирани пациенти и почна постепено да се зголемува бројот на хоспитализирани. Сега во моментот имаме хоспитализирани 6 пациенти. Има исписи, некои и нови приеми секако. Нормално ова е као резултат на сега имаме и повише население тука, па доаѓаат и од надвор. Нормално дека има и свадби, концакти, така да све тоа допринесува да имаме и мало така благо покачување на хоспитализираните пациенти. Предвадена во Тетовската клиничка болница починал 62 годишен пациент заразен со коронавирус, иако претходно примил 2 дози вакцина. Починатиот, освен што бил позитивен на COVID-19, имал и други потешки болести. Имаме починат пациент на 62 годишна возраст, кој бил со хронична бубрежна инсуфициенција, со срцева болест и со висок крвен притисок. Пациентот, втората доза е земал на 6.7. и така се влоши клиничка слика и почина. Имали кардијак арест, почина. А што се однесува до вакцинацијата, се уште важи, вакцинацијата не е причина за смртен исход и вакцинацијата е единствен метод као превентива за заштита од коронавирус. Што се однесува до пациентот, бидејќи тој бил вакциниран, сега има многу прашање дали е воспоставен, дали има комплетен имун одбранбен систем, дали е креиран како што треба, тоа е више прашање за експерти, али секако се уште останува тоа дека вакцинацијата е као неопходен и задолжителен процес на целото население. За сега не е предвидено воведување на рестриктивни мерки, но во зависност од ситуацијата со коронавирусот во земјава. Здравствените власти најавуваат можни рестрикции во септември и октомври за невакцинираните граѓани.